Продолжуваме со следниот разговор во утринската програма. Би рекол полно студио и убава позитивна утринска енергија во студиото 3 на Македонската телевизија. Ќе видите за кратко кадарот ќе открие се. Имено речиси еден месец неделниот настапот на Македонија на јуниорскиот Евросонг 2022. Деновиве беше објавен видеоспотот за Животот е пред мене, песна со која што Лара, Јован и Ирина годинава ќе ја представат Македонија на 20-тото јубилејно издание на јуниорскиот Евросонг. На евровизиската сцена ќе настапат на 11 декември во Ереван, Ерменија. Како течат подготовките за настапот и што ги очекува македонските представници на патот до предизвикот наречен Јуниорски Евросонг 2022? Ќе почнам од спроти мене. Велам добро утро за Дијана Гогова Атанасова, одговорен уредник на детскиот канал, односно МРТ5 и дел од делегацијата. Добро утро и добро ни дојдовте. Миклоја, добро утро и за гледачите и благодарам за поканата. Со задоволство, со нас и Раде Спасовски, шеф на македонската делегација на јуниорскиот Евросонг. Добро утро и до вас. Добро утро. Благодариме за поканата. Секако. И ги имаме главните актери кои што ќе настапат на сцената во Ереван. Почнуваме со Лара Трпчевска, македонска представничка на детскиот Евросонг, потоа Ирина Давидовска, Јован Јакимовски, Александра Митевска и Мила Илич Анчева. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро ме најдовме. Како сте утринава најпрвен? Возбудени и срекни. Беше ли предизвик да се стане рано наутро? Па, мислам дека не баш, затоа што сме навикнати за училиште, сите. Меѓутоа, ова е ново искуство за нас. Ова е ваше време кое што дефинитивно треба целосно да го искористите. Да. Изминативе денови, односно изминатиот период, многу се говореше токму за промоција на песната и спотот со кој што ќе ја представите Македонија на јуниорскиот Евросонг. Сакам да ве навратам малку низ месеците назад, на 29 јуни конкретно, кога и официјално бевте избрани за македонски представници на јуниорскиот Евросонг. Какво беше чувството кога ви ја соопштија оваа вест и како реагиравте во оние првични моменти? Бевме многу возбудени, срекни, бидејќи ја постигнавме нашата цел. И бевме навистина многу срекни и ни беше чест што ќе представуваме Македонија оваа година. И да, се уште сме возбудени и ќе дадеме се од себе да се представиме најдобро што може. Верувам дека така ќе биде, повели. Па да, како што рече Лара, бевме премногу среќни, премногу задоволни од она што го постигнавме и да, се ќе дадеме од себе за да едноставно да си поминеме најубаво што може. Не е важна победата за нас, самите е веќе победа што сме избрани за да представуваме нашата земја. Да. Раде, верувам дека подготовките за настапот за јуниорскиот Евросонг впрочем се почнаа веднаш по изборот на самите представници. Како се одвиваше целиот процес? Да, значи подготовките започнаа веднаш по изборот на Лара и Ирина. Јас пред да почнам би сакал и да напомнам зошто сега веќе се појавуваат Лара, Ирина и Јован во као трио. Значи прво беше замислено како дует, меѓутоа авторите која почнаа со песната и видоа во која насока ги однесе, се покажа дека е потребно и машки вокал и затоа беше малку подоцна вклучен и Јован тука, а подоцна ги вклучивме и Александра и Мила како дел од тимот да ја представуваат Македонија. Значи, веднаш по тоа, по изборот на Лара и Ирина за настапот, започнавме со подготовките, односно со компонирање на песната. И кога веќе видовме што се случува околу изборот на песната, моравме да го смениме ова што го сменивме, така да после тоа ги вклучивме и Мила и Александра, за да добиеме целосен тим кој ќе представува Македонија. Во подготовките на песната, значи, беше вклучен поголем тим, искусни автори кои веќе имаат искуство со детската Евровизија. Така да, тука би го спомнал Дарко, Јован кој е автор на текстот, Симон кој е композитор заедно со Дарко, така да мислам дека направивме една квалитетна песна која може да ја представи успешно нашата држава на ова јубилејно 20-то издание на јуниорскиот Евросонг. Дијана, ова е чином прво искуство евровизиско, по-конкретно околу јуниорскиот Евросонг. Што е она што ве очекува? Би рекол слободно, извинете. Верувам дека гледачите ќе им го доловам она што се случуваше зад камерите пред почетокот на разговорот. Една од најподржувачките членови на целата екипа.
апсолутно не очекувам многу работа, многу време треба да посветиме на самиот настап, на промоцијата на песната и на овие прекрасни млади луѓе. Меѓутоа, она што е важно дека сите сме влезени во целата приказна со многу љубов, многу посветеност кон она што треба да се случи веќе на 11 декември во Ереван. За мене прво вакво искуство, како што кажа, да си дел од тимот на Евросонг, и тоа ќе кажам најубавиот тим на јуниорскиот тим од Евросонг. Вклучена сум од самиот почеток, од аудицијата кога почна. Знаеме дека јавниот сервис го задржува правото во однос на тоа како ќе го одбере својот представник. Оваа година тоа го направи по пат на аудиција. Раде и пред малку кажа што потоа следуваше по таа аудиција, и се го чекаме моментот да дојде 11 декември, да заминеме таму и да видиме што е сето она што ќе се случува. Во секој случај голема е радоста и меѓу децата. Морам да кажам дека ова е едно искуство кое што ретко кој може да го доживее. Ја имат одговорноста да ја представат својата земја, меѓутоа не треба да заборават дека најважно од се е да се дружат и да стекнат многу нови искуства, што пак ќе кажам ретко кој може да ги доживее. Да, и тоа се дефинитивно и основните цели на јуниорскиот Евросонг. Би сакал малку поконкретно ајде со вас нашите представници. Лара, твојата музичка приказна започнува на 5 годишна возраст и со учеството меѓу другото и на Златно Славече. Ирина пак допирните точки со музиката ги има во училишниот хор. Она што ме интересира и би сакал да ги запознаеме нашите гледачи е како се случи спојот помеѓу вас. Како се пронајдовте на музички план? Па во 2018 година бевме дел од првиот детски мюзикл од Деца за деца, земја во која не се стигнува, која што беше режиран од страна на Виолета Џолева. И од таму многу се зближивме и продолжувавме на одредени настани заедно да настапуваме, и индивидуално и заеднички, и бидејќи имаме многу добра комуникација и заедно ни е многу убаво и да пееме, и да играме, и да се дружиме, решивме и на ова да отидеме заедно. Како што спомена и Раде, шефот на делегација, откако бевте дуо, потоа станавте трио, откако Јован се приклучи на тимот. И сега кога Јован во прашање би рекол тој е вистински макер за хип-хоп. Бројни се наградите кои што се освоени токму на ова поле, како на регионални, така и на меѓународни надпревари. Но има и еден друг талент тука кој што јас го открив, одличен математичар со 2 златни медали, тоа во 2017 и 2018 година. Она што ме интересира е како го правиш тој спој помеѓу математиката и танцот? Мене тоа ми е некако убаво да го правам и ми исполнува да го правам тоа. Танцот исто така многу го сакам, а и училишните обврски, особено математиката, едноставно со добра организација на времето може се да се постигне. И сега едно прашање за кое што навистина верувам ќе биде тешко да се одговори. Привилегија или одговорност е да се биде дел од тимот со сите девојки? Па јас мислам дека и двете. Одговорност е бидејќи треба да представуваш целата држава на некој ваков голем настап, но и привилегија за тоа што едноставно имаш прилика да го направиш нештото што може само еднашка во животот да ти се случи. Тоа во однос на соработката со девојките, кој кого повеќе слуша? Па јас мислам дека сите се слушаме и сите даваме своји идеи, потоа која е најдобрата, таа ја правиме. Никола, само извини, ќе ми дозволиш да се вклучам во овој дел од разговорот, бидејќи имав можност малку повеќе време да поминам со овие деца. Верувајте, тоа се воспитани деца кои што ги негуваат традиционалните вредности, се сакат, се почитуваат меѓу себе, секогаш се ведри, секогаш се насмеани, и тоа е она што најмногу е потребно. Да, она што е најпотребно, да има соработка и добра енергија во тимот, секако добри важни предуслови за успех. Ќе споменеме со нас и Александра Митаска и Мила Илич Анчева, танчарки кои што ќе бидат дел од самиот сценски настап. Зад вас имате 2 први награди на светско ниво, навистина успешни, но следува еден нов предизвик пред самиот настап на јуниорскиот Евросонг. Така е, ние се враќаме значи на 4 утрината од Атина, од светското првенство кој што ќе се одржи таму, и одма заминуваме значи потоа за Ерменија, така да мислам дека најпрво би сакале таму нели нешто успешно да направиме, па потоа да го продолжиме тој успех и понатаму и во Ереван. Она што ме интересира е како да се издржи оваа напорна агенда, само ќе го подадеме микрофонот. Која е тајната формула? Па се со организирано време и се постигнува.
Така. Споминавме на 3 ноември, пред 2 дена конкретно беше промовирана песната и спотот со кој што ќе не представат нашите учесници на 20-тиот јуниорски Евросонг. Споминавме нешто повеќе околу тимот, да споменеме и околу спотот? Па да, спотот се реализираше на повеќе локации низ нашата држава. Верувам дека тоа тимот кој работеше на спотот ги одбра вистинските места што може да ја доловат песната, онака како што е замислена од авторите. Мислам дека ние како тим сме задоволни од ова како излезе целиот материјал и она што беше прикажано на малите екрани. Верувам дека и гледачите ќе имаат своји можност да го оценат сето тоа. Децава се задоволни, уживаа во снимањето, тие малце повеќе ќе кажат за тоа. Јас мислам дека сепак имаме еден добар пакет кој може добро да помине на јуниорскиот Евросонг. Лара, Ирина, Јован, ајде малку повеќе околу атмосферата на самото снимање на спотот, што е она што вам ви остави впечаток? Па, најискрено, се ни остави впечаток поради тоа што ова е едно огромно искуство за сите нас. И ретко која има шансата ова да го направи во својот живот. И ние сме премногу среќни, премногу задоволни. Тоа беше прекрасна дружба која ќе продолжи, верувам, уште многу подолго. И да. Да ги слушнеме останатите. Па јас исто така се служам со Ирина, дека ова беше една незаборавна случка, нешто незаборавно. Текот на снимањето на спотот имаше многу дружба, многу прекрасни моменти и мислам дека баш убаво си поминавме. Да, како што кажа, беше едно огромно доживување за сите нас, за сите што беа вклучени. Незаборавно беше. Откако излезе и беше промовиран целиот спот, бевте ли задоволни од она што го погледнавте? Да, бевме сите навистина воодушевени. Тоа прекрасно беше сторено. И од наша страна и од страната на огромната екипа што работеше со нас, беше навистина воодушевувачки и мислам дека и на публиката и се допадна тоа што го представивме. По само 2 дена откако беше објавен видеоспотот на платформата YouTube има повеќе од 45.000 прегледи, чинам. Какви беа реакциите на најблиските, на пријателите, на семејството, на сите оние познаници, откако го погледнале? Сите беа многу возбудени за нас, беа горди, да кажам, и беа едва чекаат сите да видат како ќе се представиме и понатаму. Дијана, што велат од тимот на МТВ, какви беа реакциите, какви реакции конкретно допреа до вас? Одлични. Јас сите реакции кои што допреа до нас се позитивни. Ќе бидам искрена и ќе кажам дека чекавме сите на YouTube да се појави видеото од страна на јуниорскиот, од официјалната страна на јуниорскиот Евросонг, и во моментот кога почна да се емитува премиерно, кога беше прикажан, само се зголемуваше бројот на оние кои што го следат видеото, видеозаписот, и веднаш ги прочитавме и коментарите кои што буквално сите се позитивни. Да, она што особено не радува, значи и домашната публика и она другата од Европа и сите кои што го погледнале спотот, ја слушнале песната, има една нишка која што ги поврзува, тоа е дека тоа е вистинска детска песна со сите детски елементи во однос на видеозаписот и во однос на тоа како се представуваат децата, во однос на текстот. Тоа е она што се одвестува и одговара на нивните години, на нивната возраст, на нивниот живот. Тоа е тоа што се случува во тој тинејџерски бурен период. Раде, дел од песната, поточно рефренот, се пее на англиски јазик. Дали ова е конечната верзија со која што ќе настапиме и во Ереван? Да, значи ова е конечната верзија на песната, нема веќе никакви промени. Со вчерашниот датум беа завршени сите промени што може да се направат. Според пропозициите на Европската радиодифузна унија, значи 40% од песната може да бидат испеена на друг јазик од мајчиниот јазик, односно од македонскиот јазик. Значи ние искористивме таа можност да една строфа биде испеена и на англиски, што се вклопува перфектно во песната, така да мислам дека сите ќе бидат задоволни од песната што ја направија. Затоа што сепак тимот што работеше на песната е со големо искуство. Мислам тука да ги броиме сите од авторот на музиката до аранжерот и композиторот, така да имаат и евровизиско искуство и знаат што значи Евровизија. Иако има нешто повеќе од еден месец од официјалниот настап на јуниорскиот Евросонг, како течат подготовките за настапот? Може ли да откриеме некои детали во однос на кореографијата,
сето она што ќе се види да, на сцената? значи веќе се работи и на кореографијата, веќе се тоа го прави Илија, кој работи со деца веќе подолго време. Тие се деца од неговиот тим и децава што учествуваат во придружбата, односно се танчерите. Александра и Мила и Јован се дел од неговата екипа што ќе бидат на светското првенство, така да тие меѓу себе многу добро се познаваат. Ирина и Лара се вклопија во таа нивна група и сега како еден тим ќе настапиме на јуниорската Евровизија. Така да во овој период ни остануваат само деталите. Генерално е поставена кореографијата, сценскиот настап е поставен, така да деталите околу остануваат да се дефинираат, да. Морам да додадам, Никола, кореографијата имавме можност да ја видиме. Да. Одлична е. Децата одлично ја имат совладано и мислам дека европската публика ќе биде изненадена дефинитивно од она што ќе го види на сцената на Ереван. Се разбира, ќе работат уште до самиот настап, можеби ќе има некои минимални промени, меѓутоа за тоа веројатно Илија нареден пат ќе дојде и ќе каже нешто повеќе. Апсолутно има уште многу време до 11 декември, ќе се видиме ние секако во следна прилика. Она што ме интересира е какво е чувството да се представува својата земја на една ваква сцена. Споменавме, голем дел од вас имаат меѓународно искуство со овие меѓународни сцени, но верувам ќе се согласите со мене, евровизијската сцена си носи посебна одговорност. Така е. Си носи одговорност, особено затоа што ја представуваме целата наша држава. Меѓутоа, како што рековме, најважна е дружбата и со добра енергија, добра атмосфера, со убава дружба и меѓу нас, меѓу тимот и со другите учесници што ќе бидат таму. Навистина ќе се чувствуваме многу убаво и ќе дадеме се од себе да представиме нашата држава во најдобро светло. Верувам дека ќе биде така. Кога веќе ги споминавте другите учесници, дали имавте можност да ги преслушате композициите на другите учесници на јуниорскиот Евросонг? Имате ли веќе фаворити некој меѓу нив? Па да, ги слушнавме сите што се во последно време излезени, и спотовите ги гледавме, сите се навистина многу убави. Меѓутоа, ако треба да одбереме како фаворит, најубав печаток ни остави, мислам дека сите ќе се сложиме, Холандија. Супер, верувам добро е што имате фаворит. Раде, Ереван повторпат, впрочем, во Ерменија домаќин на јуниорскиот Евросонг по наиздание 2011 година. Оно што е интересно за Ерменија, земјата домаќин на јуниорскиот Евросонг, е тоа што станува збор за една од најуспешните, барем во историјата на јуниорскиот Евросонг. Речи се секогаш завршувале во оние први 9 места. Кои се очекувањата од организаторот? Па јас веќе имам едно искуство со учеството на детската Евровизија во 2011 година. Така да верувам дека домаќините како добри учесници на јуниорскиот Евросонг со добри резултати ќе бидат ќе повторат тоа гостопринство што го покажа во 2011 година, каде што беше одлично прикажан, се поставија. Верувам дека овој пат ќе го надминат тоа и покрај сите овие проблеми економски што се случуваат во целиот свет, дека ќе се представат во најдобро светло и ќе бидат добри домаќини за нашата делегација. И со семанако со оглед на тоа што времето не гази, Дијана, кога заминува тимот за Ерменија? Заминуваме на 4 декември. Подготвени сме, она време кое што ни остана да ги дозавршиме работите, иако речиси скоро се е завршено, ќе го направиме и тоа. И кажав, едва чекаме да отидеме и да се представиме овие прекрасни млади луѓе, да ги види европската публика, да види и како и во текот на минатите години, оваа година, дека имаме исклучителни представници. Благодарам најпрво за тоа што утринава станавте рано, ја почестивте публиката на утринската програма на Македонската телевизија со вашето гостување. Ви посакувам среќен пат најпрво до Ерменија, успешен настап. Ви посакувам најпрво убаво да се забавувате. Потоа доаѓа оној другиот дел, а и впрочем не се сомневам дека во одлично светло ќе ја представите Македонија. Благодариме. Благодариме за поканата. Секако благодарност и до вас и верувам дека тимот на МТВ повторно ќе блесне во полн сјај таму. Така ти благодариме. И во наредниве минути, она што верувам дека сите го очекувате, ја слушаме Животот е пред мене, песната со која што Лара, Ирина и Јован ќе не представат на 20-тото издание на јуниорскиот Евросонг. Уживајте! Порака ме разбуди, тојот такт пак ме извади, другарка ми покажа
za stakanje. Ta je opasna šmekerka, vo školu glumi modna ikona. Ne je svesna ke mi padne pregrata, lesno kako 2 i 2, prosta matematika. Minува пак е минава. Hej Lara, То фрла и мисли интересен не. Нека сонувам, не објаснувам. Хемија ми треба, а не математика. Не знам зашто вака прави, пак се фали пред другари. Дека си му девојка. I have my life ahead of me. Every new day is perfect to me. I'll save life for another time. I have my life ahead of me. Every new day is perfect to me. I'll save life for another day. So I don't really care. I don't really care for you anyway. For you anyway. Nah. Има денови за сакање, тоа не ми треба. Не, животот пред мене, а уште рано е. Има денови за сакање, уште рано е. Животот пред мене.